Тоа не е проблем. Проблем. За каква случка зборува видеото популарно на интернет со камионџијат од Македонија и германската полициска патрола? Ова е вонреден технички преглед и тоа многу често се случува на камиони кои што не се од Европска унија. Кај не е проблем? Цурик Македонија, Кукен дај телефонот, ќе дом ќе ти се јавам. Во останати околности, значи, возачот ќе биде оценет од сообраќај се додека не ја замени гумата. Нема да му биде дозволено да продолжи со ваква гума до сообраќај. Das ist falscher Knopf. Штета што нашиот возач не познава закон. Они премногу учливи му објаснуваат. Со должно внимание му објаснува на нашиот возач дека каде ги увидел неговите грешки. Први пат тоа ја ставијате, први пат. Германските полицајци важат како доста трпеливи и доста темелни во нивните контроли и во нивните објаснувања. Каков проблем му направија дотраените гуми? Ова гума е целосно нефункционална и неупотреблива и меѓутоа за жалост да се користи и резултатот е тој. На прв поглед делува како да е газната површина на гумата, да е репарирана, како да е лепена. Може да се препознае дали ова е репарирана гума или нова, но премногу истрошена? Ова е нова гума, сигурен сум, затоа што барем јас колку што знам во Македонија никој нема да не ја прави оваа гума, не ја протектира затоа што нема доволни квалитети гумата за да може да преживее уште еден живот понатаму. Се работи за кинеска гума. Ако проблем тоа бум Македонија уште. 23 тона е. 3 тона. Молим те, шеф, хајде. Успеа ли возачот да се извлече без казна? Gut, okay. Прилично расположен делуваше Не. германскиот полицаец. Не, можеби се му беше интересно како пробува да се извади, а не верувам дека поминал без казна, тоа ви гарантирам. Според коментарите на социјалните мрежи, веројатно не е казан, поради тоа што станува збор за емисија која е директно одела на некоја од германските телевизии. Веројатно повеќе целта е тоа да биде полука за тоа што реално се случува на патиштата широм Европа. Вината ја гледате кај самите возачи или ја гледате кај превозниците кои што не им овозможуваат нормални услови за работа? Видете, вие ако работите на пример во услови каде што ви треба да имате добри чевли, одите со влечки, значи нормално вие како работник прво ќе речете извинете, јас не можам да работам во овие услови. Така да треба и возачите да кажат извинете, со ваква гума не смеам јас да патувам, не е безбедно. Го има оној момент ако пројде АПП, ако проđe, значи ајде уште оваа тура и газдата тоа го минува. Ако помина оваа тура во ред, па следната ќе ја смениме сигурно. Арно, ама еве. Техничката исправност на камионот е основен предуслов за безбедно возење. На технички преглед, меѓу другото, се прави визуелна проверка на гумите. Треба да бидат соодветни на типот на возилото, на годишното време и да имаат соодветна длабочина на шарите. Шарата на летните камионски пневматици треба да биде со минимум 2 мм длабочина, а на зимските 6 мм. Еден ваков камион може да чини околу 150.000 евра и да носи товар од 40 тони. Затоа познавачите не гледаат економска логика, која било транспортна компанија да се ги загрози бизнисот и безбедноста на вработените поради стари гуми. Во такви случаи они во странство веднаш се отстранува возилото од сообраќајот, се носи во областен сервис, истото мора да изврши промена на сите пневматици. Тоа е поголем материјален трошок, бидејќи цените на пневматиците во Европа се многу повисоки него тука. Казните се во зависност од државата се движат од 1500 до 3500 евра. Времето што ќе го изгубате сигурно 2-3 дена и нормално ќе закаснат на робата кај што ја возат и тоа се дополнителни пенали. И кога ќе се собере се на куп, штетата е многу поголема, 10-кратно поголема околку тоа возило да има гуми онаки какви што треба и односно истите да се менуваат на време. Во зависност од квалитетот и намената, некои гуми може да бидат обновени во соодветни услови и повторно да се користат. Тоа кај нас е регулирано со соодветни правилници. Но некои познавачи сметаат дека во ова нема голем ќар и оти треба да се користат само нови гуми. Секоја друга алтернатива, како ново, да речам, жлевање на, да кажам народски кажано, жлевање на гумите, за мене е неприфатливо. Дури можете и сервисерите на возила да ги прашате дека такви комбинации не се прифатливи и за нив.
Така да ја искрено не препорачувам. Без разлика колку и квалитетно тоа да може да се направи. Во малкуте погони во земјава во кои се обновуваат стари гуми, велат дека сите лоши муабети за овој бизнис се всушност митови. Овде тврдат дека обновената гума е исто толку добра како нова. Овие се гуми кои што имаат потенцијал да бидат обновени. А ако се премногу стари и строшени, одат во ѓубре. Ова се нарекува протектирање на гумите, односно во превод е обновување на газечкиот слој на гумата. Тоа е значи сосема професионално и оправдано, меѓутоа не во аматерски сервиси. Значи за тоа постои професионални и обучени сервисери во нашите сервиси кои што може да го направат тоа. Ова е таков погон во кој се обновуваат пневматици, но само за камиони, автобуси, багери. За автомобилски гуми не е исплатливо. Обновени гуми не смеат да се користат за моторцикли и за предни тркала на автобуси. И возила што пренесуваат опасни материи се во оваа категорија. Обновата се врши на два начина: со продлабочување на истрошените шари или со вадење на истрошениот слој и лепење нов. Значи, ова е последниот дел или последниот стадиум во производството на една протектирана гума, каде што се полага, ова е протекторот, значи, новиот слој кој што го ставаме на гумата. Земаме најчесто премиум брендови, кои што се протектират, значи премиум збориме брендови како Michelin, Bridgestone, Continental, така натаму, и тие брендови имаат вредност кога ќе ги купите како нови, и самата вредност нивна е поголема, меѓутоа остануваат за употреба во уште еден живот, втор живот, кој што е протектирањето. Ако една нова камионска гума чини 400 евра, обновената е за речиси 30% поевтина и чини помалку од 300 евра. Генерално на патиштата се среќаваат на пример многу отпадоци од гуми кои што ќе ги видите. Најчесто 95% да кажем дека подеднакво може да бидат и од нова и од стара гума, затоа што во овој процес значи новиот дел кој што го ставаме на старата гума настанува реакција, односно вулканизација, врзување на новиот дел кој што го вградуваме, но шарата со каркасата. И практично е невозможно да се одлепи тој дел, освен во случај кога ќе настане некоја повреда како и кај нова гума. Која е разликата во векот на обновената гума и нова гума? Сосема исто, значи. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата велат дека за состојбата на гумите особено треба да водат сметка професионалните возачи, кои често се на патиштата низ Европа. Македонската регулатива е целосно согласена со европската. Ние како совет апелираме до сите возачи, посебно до професионалните возачи, да ја потврдат својата професионалност на дело, а особено важно е да апелираме до собствениците на транспортни компании, затоа што тоа е меѓу другото и нивна обврска. Нивниот долгорочен бенефит е возилото да биде технички исправно со квалитетни и соодветни пневматици, пред се заради безбедноста, меѓутоа и заради санкциите и економските придобивки. Македонија има недостиг од професионални возачи на товарни возила, иако платите се далеку над македонскиот просек. Тоа зборува за тежината на професијата и предизвиците со кои возачите се соочуваат на патиштата по светот. Возачот од популарното видео е со долгогодишно искуство, а сепак му се случија германските полицајци. Го контактиравме по телефон, но не сакаше пред камера да зборува за настанот, за кој тврди дека се случил пред околу 2 години. Не дознавме точно за какви гуми станувало збор: нови, обновени, скапи или ефтини. Само ни кажа дека е од Велес, дека професионално вози околу 30 години и дека сепак во конкретниот случај поминал без казна. Верувале или не? Молим те, шеф. Gut, okay.